Симоновски има 3 од 3 од оваа позиција. Брани Лесјак. Со конфузија Серафимов Лесјак. Брани Лесјак со одби топката за Серафимов, погодува Серафимов негов трет гол, отколку не реализираше и втор седмерец. 7 метри за битолчани, трет седмерец досега се без промашувања, затоа што погодока со овие 4:46. Брани Галевски. Тешко совладливи сега голманите почнуваат да стануваат фактор во второто полувреме. Лесјак 3 интервенции, 2 од седмерец, 3 интервенции за Галевски, 1 од седмерец. Прво промашување. Минути ситуација. Немојте сега да голови да давате. Очитувај се. Кај шутираш на прва ти? 100 пати ти ја кажам. Одиме Парис. Парис Хоки оди уместо Марко Стојковиќ. Парис со та страна. Добро, Сиба. Ајде. Психолошки мотивиран. Има тука игра, има уште многу, уште 17 минути и 10 секунди. Предноста никому не му отиде повеќе идеални позиции или да не ги подценам квалитетот на голманите и ним. Стопирано е времето на 13 минути и 19 секунди до крајот на мечот. Против Лесјак сега погодува. Четврти гол на Серафимов. – 21-22. Над главата на Лесјак. Само за пенали. Првиот го реализираше. Против Галевски. Брани Галевски. Петта интервенција. Два пикери одиме. Два пикери, окей. Два пикери. Зарен едно пик. Значи ту. Prepare, good attack. Up, attack. Never even see pivot or if you big space 1-on-1. Sure, you go. Now you go. Okay. Два пикери. 1, 2, 1, 2, 5, 4, 5. In defense, we must cover now. They don't have solution from outside shoot. It should just here and just to penetration. Understand? Here we must close. Play, be focused, hide. Европар! 25-26. Најефикасните Митев, Ѓорѓиев. Митев. Одамна го нема Младеновиќ во нападот на Алкалуиц, со двајца централни бекови игра домашниот тим. Ѓорѓиев, тешко додавање за Кофиловски. Митев ќе бара 1-1 напад, меѓутоа добар Атанасиевиќ во одбрана сега и на Ѓорѓиев. Луид Митев до крај и погодува Митев како тројцата ракометар. Хененберг. Хосни. Кисум, крај голот Кисум. Денеска не е многу од корист. 2 минути 15 секунди до крајот, напад за Алкалуиц за израмнување. Нерешеното нема да му донесе ништо на Пелистер, нема ни да му одземе, ќе му одземе само на Алкалуиц. Пак Пелистер ќе биде во ситуација ако до крајот на сезоната нема изненадување да треба да го победи Вардар во Битол. Ѓорѓиев. Серафимов успеа да ја спушти таа топка за Петковски. Петковски погодува Петковски. Негов трет гол, изранување. 27-27. Минута и пол до крајот. Значи дојдовме до она што се очекуваше да решава едно нешто, напад, одбрана, грешка, се едно, Костевски право и побивање Хосни. Дали е таа грешка? Минута и 20 секунди до крајот. Сетете се на 5 гола од првото полувреме на Хосни, во второто само 1. Победи нерешено за Пелистер е се едно. Не смеат битолчани да си дозволат да загубат во автокоманда, затоа што во таква ситуација Вардар е пак во пол позиција за титулата. Ама во неа во трка влегува и Алкалуиц. Ѓорѓиев брани Лесјак. Изнуден брз шут, можеби непотребен. 45 секунди до крајот, нерешено е. Пелистер има
напад за водство, не знам дали за победа, има и тајм-аут на Пелистер. Победа или нерешено му е седно, на Битолчани важно им е да не загубат. Значи ако победат, тоа ќе го остварат. Зашто им е важно да не загубат? Зато на црвено-црните во Битола, кон крајот на мај, доволно би им било реми. Ако Пелистер изгуби, тогаш влегува во лоша позиција, тогаш на Вардар би му бил доволно и пораз од 6 разлика на гостувањето во Битола, ама тогаш во игра влегува и Алкалуид како трета екипа за титулата, затоа што Вардар ќе игра против Алкалуид и Пелистер до крајот на шампионатот и може не круг од 3 екипи. А Алкалуид го победи еднаш Вардар. Сега можно ли е да го победи и Пелистер? Имаме 33 секунди до крајот. Пелистер погоди или не може да загуби? Да видиме дали ќе има воопшто секунди за напад на Алкалуид. Погоди ли Пелистер и остварува првата цел, да не загуби. Кисук. Хененберг за Кисук. Уште 17 секунди до крајот по пасивност е нападот на Пелистер Хосни. Да видиме уште 10 секунди. Хененберг, шутира Хененберг, погодува Хененберг на 5 секунди до крајот. 27-28, Хененберг побара тајм-аут. Кире Лазаров, да видиме на колку секунди до крајот, 6-ти гол на Хененберг. Момци, одиме без голман 7-6. Одиме без голман 7-6. Еден пиво, а? Одма, еден пиво овде. Овде е Симба, Крило, десен бек и ова. Марко Митев, одиш, овде е Кики, ова е вакво. Му ја даваш одма и се местиш, Кики овде, 4-5. Идеш на шут или идеш надворешен блок, ќе нема време за пасови. Или идеш шут во средина, или идеш надворешен блок и шут. Дај му ја! Кики одма мести се. Марко, тука си 2 и 3. Ако ти дојдат дума си Марко, мора да брзо тоа. Кики, ја дава си одма одиш. Ајде! Послушнавте Кире Лазаров. Одеше по победа за одржување на шампионските шанси. Сега ќе се обиде против голема екипа кандидат за титулата Алкалуид. Барем да не загуби од Пелистер. 5 секунди до крајот, 27-28. Ќе нема многу време со празен гол, со играч повеќе во напад, со 1-2 додавање, со некој шут од огромна далечина, евентуално по второ додавање ако некој од пивотмените стигне брзо до 6 метри. Митев ќе шутира, Митев над голот, Пелистер победува. Има уште прекршок 9 метри, колку за крај, не дека не се погодувало и од овде, ретко, ама се случувало и тоа. Ќе треба да се очекаат од клупата на Пелистер на радоста, ќе се обиде Симоновски. Може ли и од овде да се постигне гол? Се постигнувало ретко, но зошто да не? На Симоновски е да се обиде. Симоновски сепак во блокот. Еврофан Пелистер беше суров. Не им се заблагодари на ракометарите на Алкалуид што го вратија во реална игра за шампионската титула, што пред 2 кола во автокоманда го совладаа Вардар. Пелистерци останаа во игра за шампионската титула, откако славеа против Алкалуид во 9-то коло од супергледашкиот плейоф со 28-27. Сега има 27 пода како и Вардар и доколку нема изненадување, решавачки ќе биде мечот во Битола во кој што на Пелистер му е потребен триумф за 7 шампионска титула, за враќање на трофеот во Битола по 2005 година. Овој пораз, иако во драматичен надпревар и завршница за екипата на Алкалуид, значи дека не може да влезе во трка за шампионската титула, иако тимот од автокоманда го креира врвот на табелата, особено што до крајот ќе игра и против екипата на Вардар. Според очекувањата интересен, драматичен, неизвесен надпревар во кој што само Пелистер во еден краток период имаше +3
Во првото полувреме Битолчан има плюс 2-7 моментот кога Алкалук почна да игра одбрана 5-1 фластер на Хененберг. Сепак Битолчани успеа од минус 2 да дојдат до плюс 7 на првото полувреме 16-15. Второто се играше тензично со квалитетни одбрани, со одлични голмани, со многу технички грешки и еден првпат на плюс 3 Еврофарм Пелистер сепак тука не го реши мечот затоа што Алкалук со серија од 3-0 дојде на 24-24, меѓутоа со голот на 5 секунди до крајот на Хененберг, Пелистер славеше со 28 спрема 27. Хененберг со 6 гола заедно со Коснисе, најдобри поентери, исто толку постигна и русинот Василев кај екипата на Еврофарм Пелистер. 6 одбрани имаше и Лесијак, 5 од нив во второто полувреме, 5 имаше голманот Галевски, сите во вторите 30 кај екипата на Алкалук, кај која што Митев и Симоновски реализира по 5 гола, Серафимов погоди 4 пати. Во ова суперлигашко плейоф коло, 9-то Еврофарм Пелистер 2 Бутел 24-25, со што Бутел ја презима петата позиција во однос на Охрид, кој е 6 Еврофарм Пелистер станува на 7-то место. Вардар очекувано славеше против Охрид со 35-19. Екипата на Охрид сега е 6-та, Тиквеш е 4-ти, Вардаци со изброј бодови како и Пелистер со по 27 го држат лидерското место. Почитувани гледачи, благодарам за вниманието и пријатна вечер со спортската програма на Македонска телевизија.